Почитувани, Венко Филипче призна дека поседува златна виза за Дубај, која не била обична виза, туку златна виза, која ја користел за преговори со болница. Ако Филипче има златна виза од друга држава, тогаш како може да вели дека тој е иднината на оваа? Да го проследиме тоа видео. Со што е поврзано? Како се добива таа виза ако не е врзана со инвестиција? Пред периодот да се кандидирам за председател и за на партијата, односно претходно пратеник, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. И добро напредуваа преговорите, дури и завршија една форма на валидација на документите, меѓутоа тој процес сега практично е ставен на стендбај. Венко Филипче на 9 мај 2025 година признава дека поседува златна виза за Дубај, а само неколку недели пред тоа, на 25 април 2025 година, истиот тој, Венко Филипче, демантира дека поседува виза за Дубај. Да ја погледнеме и таа негова изјава. Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам илјадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони и камиони. Почитувани, чиракот учи од мајсторот за лаги Заев. Во стилот на Заев денес едно, утре друго, но најважното кое што Филипче треба да го одговори пред јавноста е следново. Како се добива златна виза за Дубај за преговори? Впрочем, нели немал виза и сето ова што ние го говоревме претходно било пропаганда. Кои се тие преговори кои Филипче ги има спроведувано и во која фирма? Дали како партиски функционер, пратеник или пак министер? Која е приватната болница со која што Филипче има преговарано? Дали тука станува збор за бизнис и дали Филипче ќе ја покаже во јавност визата? Почитувани, Филипче со месеци молчеше за визата, мислејќи дека народот ќе ја заборави. Прашањето исто така е зошто ја криеше. Венко Филипче е класичен манипулатор и човек кој нема образ и нема срам да ги лаже македонските граѓани. Венко Филипче е човекот поради кого македонското општество е на колена. Венко Филипче е најдобриот ученик на криминогенот Зоран Заев. Венко Филипче и СДС се синоним за неспособност, криминал и корупција.